Без силна, стручна, одговорна и почитувана јавна администрација нема ниту држава, ниту реформи, ниту вистинска демократија. Ова е охрабрувачката порака до административците од премиерот Христијан Мицкоски. Според него време е за длабоки реформи во државните институции, што ќе ги надмине болестите кои со години ја разјадува јавната администрација. Тој вети во името на цела влада дека ќе се врати достоинството на јавниот службеник, но и ќе се воведат повисоки критериуми за отчетност. Меѓу другото, бара резултати и посветеност од страна на јавните службеници. Ќе направиме јавната администрација место на шанса, не на пораз. Ќе ги вратиме достоинството на јавниот службеник, но и ќе воведеме повисоки критериуми на отчетност. Ги градиме темелите на промените, темели на знаење, работа и вредности за твоето време кое доаѓа. Време кога ќе бидеш вреднуван по тоа што знаеш, а не кого познаваш. Време кога администрацијата ќе значи сервис, не ќорсокак. Време кога државата ќе работи за народот, а не спротивно. Од Министерството за јавна администрација тврдат дека по укинувањето на балансерот вработувањата во јавниот сектор ќе бидат врз база на компетентност и квалитет, но и професионалност. Министерот Горан Минчев е уверен дека новите законски решенија ќе бидат пресвртница во реформата во јавната администрација. Ако збориме за модерна јавна администрација, тоа се првите предуслови кои што мора да се согледат и применат. Така да по забелешките, од Венецијанската комисија ќе биде пратен, како што реков, до собранието. Овој нов закон го прави група на уставни експерти, да не се соочиме повторно со евентуално укинување на некои членови или одредби од постоечкиот закон. Моделот на правичната застапеност ќе биде донесен во подзаконски акти, но по претходните забелешки од Венецијанската комисија. Синдикатите се надежни и бараат повисоки плати за службениците. Од УПОС предупредија дека во правосудството нема зголемување на примањата. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите понатаму, ќе видиме што ќе биде со ребалансот на буџетот кој што се работи во моментов. Доколку нема, се распишат изборите, знаете вие сами дека со распишување на избори во јавниот сектор се блокира целата работа до завршување на изборите. Се надеваме и тука на оваа дебата дека ќе слушнеме дека ќе има повисоки плати, дека ќе слушнеме дека ќе се обрне вниманието према вработењето во јавните служби. На одбележувањето на меѓународниот ден на јавната администрација и од владата и експертите, сите се согласни дека се потребни корените реформи.